Сите кога ќе кажеме граѓанско учество и слично, прво помислуваме на слободата и најверојатно слободата е она без што граѓанското учество не може да се оствари. Меѓутоа, секој од нас кога ќе каже слобода, мислам дека подразбира многу различни нешта под тоа. Ние така си земаме здраво за готово дека кога ќе кажеме слобода, апсолутно сите се за слобода, сите сакаат да живеат во слобода, сите ги сакаат елементите на слобода и тоа е нешто неспорно и тоа е нешто за што не треба да се зборува. Меѓутоа, напротив, јас мислам дека многу треба да зборуваме за слободата, затоа што мислам дека ги пропуштаме оние основни параметри на слободата, а тоа е она што ги спречува граѓаните на вистина активно да се вклучат во процесите на одлучување. Првиот елемент на слободата е почитување на различноста. И тука сите викаме, да, сигурно сите ги почитуваме разликите, меѓутоа многу често она што представува почитување на разликите е право да си бидеш различен за по дома. Не сме спремни да ја прифатиме различноста за надвор. Не сме спремни да видиме двајца мажи како си се држат за рака овдека и како се бакнуваат. Па нека се тргнат на страна, што има овдека сега пред очите на сите тоа да го прават. Значи, различноста ја сваќаме како нешто кое што е дел од приватноста, а не дел од јавноста. Меѓутоа, се додека некој повикува на униформност, се додека некој повикува ајде да тргнеме сите во еден глас, сите во еден чекор, сите за една цел, нам треба да ни се пали црвено светло. Имаме проблем, не сме го остварили оној основниот параметар на граѓанското учество и основен параметар на слободата, а тоа е прифаќање на различноста. Вториот елемент на слободата е право да се искаже мислењето. За тоа многу се зборува во последно време. Сите сакаат и тврдат дека го искажуваат своето мислење, меѓутоа и тука имаме една, како се вика, квака 22. Многу е лесно, многу е едноставно и многу гласно го искажуваме мислењето кое што го споделуваме со поголем број луѓе. Многу е лесно да кажеш што мислиш, тогаш кога како тебе мислат многумина други, кога имаш грб зад себе. Меѓутоа, слободата подразбира можност да го кажеш своето мислење, тогаш кога не им се допаѓа на другите, тогаш кога е спротивно на другите, тогаш кога многумина викаат, кај го тресна ова, кај го извади. Никој со незе не го споделува тоа мислење. Например, јас си имам едно мислење дека Македонија треба да влезе во федерација. И тоа во федерација со Косово и со Црна Гора. Многу ми се допаѓа идејата. Цела шара во целина ќе имаме, ќе си имаме пак наше море. Зошто да не може да се искажат мислења кои што ќе доведат до различни идеи, до разбивање на табуите, до отварање на нови можности. Третиот елемент на слободата е спротиставувањето. Не можат луѓето да бидат слободни доколку не се спротистават на авторитети. Значи, прво, луѓето треба да се спротистават на се она што представува некој кој што е на владеачка позиција, меѓутоа и некој кој што е моќен, некој чиј што глас на вистина се слуша. Значи, да може најслободно луѓето да не се согласуваат со власта, да ги коментираат судските одлуки, значи, ептен да ги коментираат и да ги анализираат и да кажат, тапа, за ништо не ја бидува оваа судска одлука и никакви негативни последици за тоа да не трпат. Значи, активни граѓани можеме да имаме само доколку имаме граѓани кои што ја прифаќаат различноста, кои што ја стимулираат различноста, граѓани кои што можат да си кажат што мислат, дури и тогаш кога тоа што го мислат е многу спротивно на мнозинството, и граѓани кои што се спремни да се спротистават. И дефинитивно мислам дека ова е нешто што треба да го негуваме од најмали нозе. Значи, од најмали нозе ние не смееме да го спречиме она што представува нормала кај децата да се спротистават на авторитетот, да отвараат забранети врати
и пред се да гризат од забрането овошје, посебно ако тоа е јаболко на знеењето. Значи, она што јас мислам е дека треба да почнеме од образованието. Треба образованието да го свртиме на тумбе, заради тоа што таму од градинка, од основно училиште, од гимназија, на факултет ни почнува градењето на неслободни луѓе и после оди убеди ги дека не се слободни да гласаат, оди убеди ги дека имаат право да бараат, оди убеди ги дека заслужуваат подобро. Кога ти си ги научил дека најголема вредност е да биде детето послушно, мирно, да ги почитува професорите со зината уста, да ги гледа и да клима и да запишува се што ќе кажат, да не смее да ги оспори, да не смее да им постави прашање. Значи, мораме да почнеме од образованието и да градиме непослушни граѓани. Ние имаме препослушни граѓани. Значи, имаме една голема задачка да градиме граѓани кои што ќе викаат не, кои што на Фејсбук ќе пишат и за тоа нема да бидат казнети во училиштето, да им биде намалено поведението. Деца кои што ќе излезат на улица и ќе кажат, абре, имаме право да се побуниме, не ги бидува ова наставнициве, навистина ни со стари чизми да ги газиш. Значи, тоа, според мене, е нашиот почеток.